Почитувани граѓани, почитувани новинари. Денес, на Светскиот ден на борба против сиромаштијата, со гордост може да кажеме дека владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија и премиерот Зоран Заев преку конкретни мерки и политики посветено работи на трајно извлекување од сиромаштија. Меѓу првите мерки на владата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во 2017 година беше зголемувањето на минималната плата од 9.000 на 12.500 и неизидно израмнување во сите сектори, вклучувајќи ги и кожарската, текстилната и чевларската индустрија. Денес минималната плата изнесува 14.500 денари и е за 5.500 денари повисока во однос на 2017 година. Преку социјалната реформа, социјалната помош ја зголемивме за 300%. За прв пат, како универзално право за сите домаќинства со ниски приходи, се воведе детски и образовен додаток за еднаков старт за сите деца и за намалување на детската сиромаштија. Нашата главна обврска е да излеземе во пресред на најранливите, а со тоа и најпогодени од сиромаштијата. И тоа не само преку парична помош, туку и со нивно вклучување на пазарот на труд. Само така вистински се прекинува кругот на сиромаштија од генерација во генерација. Се грижиме и за возрастните. Воведовме државна социјална пензија од 6.000 денари за нашите сограѓани на 65 годишна возраст, кои не исполнуваат услови за стекнување на пензија. Ветивме и го решивме статусот на стечајните работници. 12.000 стечајни работници добиваат по 8.000 денари месечен надоместок до нивно пензионирање. Низ годините работевме и на намалување на трошоците за живот на нашите сограѓани. Ја укинавме радиодифузната такса, ја воведовме дневната ефтина тарифа на струја, а оние кои се исклучени денес повеќе не плаќаат сметки за парно. Помошта и поддршката за ранливите категории граѓани не застана ниту за време на корона кризата. Напротив, се презедоа навремени и ефикасни мерки за помош на оние на кои таа им беше најпотребна во време на криза. 309.000 наши сограѓани добија домашни платежни картички преку третиот пакет економски мерки. Со четвртиот пакет тој бројке се зголеми за уште 283.000 граѓани. Пензионери со пензии до 15.000 денари, самохрани родители и пасивни баратели на работа наскоро ќе добијат домашни платежни картички од по 6.000 денари. Значаен дел од борбата против сиромаштијата се социјалните услуги да бидат блиски до граѓаните. Обезбедивме различни видови услуги и функционални центри за поддршка кои значат и подобар животен стандард за граѓаните. Почитувани, како одговорна партија, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија продолжува да работи во интерес на граѓаните. Носиме и спроведуваме мерки и политики кои имаат за цел искоренување на сиромаштијата. Продолжуваме уште повеќе со вистинска грижа за да биде уште подобро за сите. Ви благодарам.